Кратки најави за денес. 8 пожарникари од Охридската единица заминуваат да помагаат во Турција. Финансиска донација во овој момент е најцелисходна за настраданите во Турција и Сирија, апелираат од Црвен крст. Дуалното образование е модел за обезбедување и вработување квалитетен кадар според потребите на бизнисите. Да нема обложувалници и казина во радиус од 500 метра од училиштата. Законските измени влегуваат во собрание. Расте црниот биланс во Турција, спасувачите во трка со времето. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по леденото утро со појава на умерен мраз, времето во текот на денот сончево со локална облачност, ветровито и повторно студено, со измерени 1 степен над нулата, во текот на ноќта кон четврток, ведро и студено. Во Европа во четврток над западна и источна Европа ќе биде стабилно со локална облачност и студено. Дожд се очекува на централниот Медитеран, на југ од Италија, а на север од Скандинавија снег. Освен во Скандинавија и крајниот североисток од Европа, каде се очекуваат температури над повитогодишниот просек, во останатите делови од европскиот континент многу студено време. На Балканскиот полуостров утре времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и студено, максималните дневни температури во интервал од 0 до 8 степени. Во Македонија во четврток денот ќе започнеме со уште едно ледено и подпросечно студено утро со појава на умерен мраз и утрински температури кои ќе бидат во интервал од -16 до -4. Во текот на денот ќе биде сончево, ветровито и студено со благ пораст на дневните температури и слаб ветер од променлив правец. Максималните дневни температури утре во Македонија од -2 до +7 степени. Во Охрид во четврток ледено утро, утринска температура од -9 степени, а во текот на денот претежно сончево и студено, максималната дневна 2 степени. Во петок и сабота студени утра со температури од -8 степени, а во текот на денот сончево и потопло, со максимални 4, односно 5 степени. Во недела не очекува умерено облачно време со сончеви периоди и малку потопло. Минималната температура -2, дневната 4 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Нашата приказна. Како започна љубовта со Тамаро за денот на влюбените. Раскажете ни ја вашата приказна, како започна вашата љубов и Тамаро и пријателите ве наградуваат со вредни награди. Ноќевање за двајца во Крушево, романтична вечера за двајца и пакет вино. Уште и бројни помали награди и подароци на Супер Радио. Што треба да направите?
Нашата екипа до Свети Валентин ќе ги посетува најголемите маркети на Тамаро. Доколку ве одбере, раскажете ја вашата приказна и бидете дел од нашата приказна. Приказна во која ја славиме љубовта. Тамаро за денот на влюбените. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Осуммина пожарникари од Охридската противпожарна единица заминуваат да помогнат во Турција. Командирот Борко Јанкуловски вели 5 мина од нив се пожарникари, тројца се возачи и сите заеднички се подготвени професионално да одговорат на задачата. 8 пожарникари од Охрид специјално обучени за делување при елементарни непогоди заминуваат во спасувачка мисија во Турција. Таму ќе помагаат на граѓаните во настраданите подрачја. Командирот Борко Јанкуловски за ТВМ вели 5 мина од нив се пожарникари, тројца се возачи и сите заеднички се подготвени професионално да одговорат на задачата. Ке помагаат во извлекување на жртвите. Во спасувачките операции во погодените подрачја моментално се ангажирани повеќе од 79.000 лица, а во погодените области се испратени 5.400 тешки возила, главно багери, шлепери, дигалки, булдожери и камиони. Спремни сме, веќе лани добивме и техничка опрема, која е специјално наменета за такви елементарни непогоди. Моментално имаме тим кој е во фаза на оспособување баш строго за такви интервенции и може да одговорат на задачата. Екипа од 5-6 пожарникари. Контактираме со Дирекција за заштита и спасување, доколку има потреба, можеме да одговориме на задачата. Траурните слики од разорниот земјотрес во Турција пренесоа тага и паника ширум светот. Пожарникарите апелираат до граѓаните при земјотрес да не паничат, туку да се засолнат под цврста маса или носечки столб. Лицето кој е затегнато во таква ситуација во фетус положба, најблиско да се спушти на земја. Значи, тие непотребни паники и трчање во моментот, тогаш се предизвикува поголема штета. Во меѓувреме, младинскиот клуб на турците во земјава започна со кампања за помош на Турција. Граѓаните кои сакаат да донираат помошта може да ја достават до собирните центри. Предметите кои што се собираат ќе бидат основна облека, материјали за чистење, кебина, грејалки, јоргани, чевли, беретки, палта и блузи. Во Охрид место на организацијата Синан Челеби Дернек е до аптеката Пашоли. Пожарникари, спасувачи и рудари од Македонија заминаа за Турција да помогнат во потрага по преживеаните подурнатините, за чии животи се води трка со времето. Со одлука на владата, во Турција заминаа 40 обучени спасувачи со возила и опрема и 24 припадници на АРМА, вклучени се и 2 армиски кучиња трагачи. Над 150 здравствени работници се пријавиле само за еден ден да заминат во погодените подрачја од катастрофалните земјотреси. Министерството за здравство подготвува прелиминарен список кој преку НАТО каналите на комуникација ќе им се понуди на турските власти. До касните часови имав еден список од околу 150 доброволци здравствени работници, кој што е огромна бројка и покажува колку нашиот народ е спремен да помогне. Меѓутоа, во текот на овој ден, се надевам до кој 12 часот ќе го имаме прелиминарниот список на доброволци и ќе го понудиме на Центарот за управување за кризи, кој што понатаму во комуникација со турските власти преку НАТО комуникација ќе ги известат за расположливите средства, односно капацитети и човечки и материјални кои што ние ги имаме. Воедно да известам дека ги ставивме во употреба, односно во понуда и двете комбиња кои што се специализирани за интензивна нега, кои што ги добивме како донација од ХОП проектот за педиатриската клиника.
И тие две комбиња кои што се специализирани со два тима, значи комплетирани со тимови, доктор, шофер и медицинска сестра, се спремни да заминат до погодените места. Има еден список на лекови кои што ние го обезбедивме преку компании и донатори и тие ги ставаме на располагање, па по потреба и турските власти ќе одобрат што имаат потреба за ние да ги пуштаме во кон погодените места. Би сакал уште вчера да тргнат, меѓутоа ги почитуваме сите протоколи за комуникација преку ЦУК и НАТО канали на комуникација со Центарот за управување со кризи во Турција и чекаме од нив одговор кога они ќе кажат што конкретно им треба за да ние тргнеме. Ние сме спремни. Во оваа фаза на одговор на катастрофата која ги погоди Турција и Сирија, најцелисходно е граѓаните да помогнат преку донација со финансиски средства. Овој апел денеска го упати председателот на Охридската организација на Црвениот крст Сашо Точков и од Републичкиот Црвен крст. Апелираат дека треба да се рационализира и воедначи процесот на донирање согласно конкретните потреби на терен. Механизмите на Црвениот крст се активирани. Се одржува постојана комуникација со Црвената полумесечина на Турција и со Сириско-арапската полумесечина. И според нивни барања и потреби ќе се действува. Во моментов, како прв одговор со помош за настраданите во катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија, максимален придонес се постигнува со донирање финансиска помош. Црвениот крст веднаш по елементарната непогода ги активира механизмите со понуда за помош. 24 часа е отворена трансакцијска сметка и телефонски број за донации на парични средства од граѓани и правни лица. Сашо Точков, председателот на Црвен крст Охрид, вели дека се во комуникација со Црвената полумесечина на Турција и со Сириско-арапската полумесечина. Од нив се очекуваат барања за конкретни потреби, пошто Црвениот крст организира и испраќа помош. Она што сега во оваа фаза е потребно и Црвениот крст го направи, тоа е отвори жиросметка на Фондот на солидарност на Црвениот крст, каде што сите оние кои што сакат, кои што се хумани и солидарни, а ги има во голем број во ова време, да помогнат со донирање на финансиски средства. Сето останато, се друго во овај момент не е потребно. Граѓаните својата солидарност да искажат само на начин преку уплата на финансиски средства или на бројот 143 на кој што 100 денари можат да донираат преку повик од сите мобилни оператори. Денеска и од Црвениот крст на Македонија апелира граѓаните кои сакаат да помогнат, тоа најдобро е да го направат преку донирање на отворени сметки за помош за Сирија и Турција. Посочија дека поради царински ограничувања, поединечни предмети кои ги донираат граѓаните, а се без декларации и потекло, и најмногу имајќи ги предвид потребите на населението на терен, треба да се рационализира и воедначи процесот на донирање. Тоа се механизми со кои делува Црвениот крст и со тимови секако стоиме на располагање. За сега не е уште побарано од нас. Црвената полумесечина и на Турција и на Сирија, посебно на Турција, имаат големи ресурси, се добро организирани, имаат искуство во вакви ситуации и навистина во овај момент не е потребна никаква поинаква помош од финансиска која што се собира на сметката на Црвениот крст на Република Македонија. Од Црвениот крст упатуваат благодарност до сите хумани и солидарни луѓе кои што досега донирале и за 24 часа колку што е отворена сметката собрани се 10 милиони денари. Црвениот крст од Република Северна Македонија покрај финансиска ќе испрати дополнителна материјална помош. До овој момент во своите резерви имаат прибрано 1000 пакети со храна, 1500 пакети со продукти за хигиена и 4000 кебиња. Се бараат начини како младиот стручен кадар да остане дома, а стопанството да има квалитетни работници. Спасот се гледа во дуалното образование и поврзувањето на стручните училишта со компаниите. Приоритет е создавање можности за изведување на практична настава за учениците и мотивација од семејствата за средношколците да избираат стручни профили.
Се повеќе се нагласува потребата од меѓусебната соработка на стручните школи и компаниите кои ќе ги ангажираат младите кадри да се вработат во домашното стопанство. За таа цел се одржа работилница во рамките на кампањата Учи паметно, работи стручно. Средбата е реализирана од Општина Охрид и Министерството за образование и наука во соработка со општинските стручни училишта, компаниите, бизнис секторот. Градоначалникот Кирил Пецаков го посочи успешниот пример од дуалното образование во ЕМУ Цветина Охридски и компанијата ОДВ. Потенцира дека од година во година расте интересот на основците за упис во ова стручно училиште, а од минатата година моделот почна да се применува и во економското средно училиште. Предстои уште многу работа за зацврстување на довербата меѓу бизнис секторот и училиштата, со цел младите да се стекнат со знаења, вештини и искуство кое ќе им овозможат полесно вклучување на пазарот на труд. Сашо Недески, директорот на ЕМУ Цветина Охридски, споделува нивно искуство кое започна од 2018 година. Почна со профилот техничар за индустријска мехатроника со 17 ученици, а во моментов имаат 314 ученици вклучени во дуалното образование во сите профили. Секој профил е потребно да се изнајдат партнер компании каде што би се реализирала практичната настава. Главната идеја е учениците каде што ја реализираат практичната настава, таму и да бидат и по завршување на школувањето вработени. Сузана Наумовска од услужниот бизнис сектор напоменува дека тешко доаѓа до квалитетен стручен кадар во нивниот сектор. Се соочуваат со недостаток на квалитетен кадар и со млади кои немаат желба за работа и покрај тоа што им се нудат добри услови и повисоки плати. Од 20 завршени ученици едва и може да избереш еден кој знае и сака да работи, вели Наумовска. Дека не ги поттикнуваат, не ги мотивираат, порано имаше и волонтерска работа, значи да се помогни, било како да се стекнуваат вештини, имавме предмети на школа домаќинство каде стекнувавме вештини. Маријан Радевски, директор на регионалниот државен угостителски средношколски центар Ванчо Питошевски, вели дека угостителско-туристичкиот сектор исто така се соочува со голем недостаток на кадар. Учениците завршуваат, заминуваат во странство или голем дел од нив работат во други дејности. Ние како училиште во однос на тоа максимално се залагаме да придонесеме во однос на подобрување на конкурентноста и отварањето на нови работни места со што продуцираме нови кадри. Меѓутоа треба да се работи взаемно и ние како училиште, меѓутоа и работодавачите од угостителско-туристичкиот сектор да инициираме што повеќе средби каде што би дошле до заеднички решенија за зголемување и промовирање на стручното средно образование во областта на угостителството и туризмот. Општина Охрид ја поддржува концепцијата за дуално образование, укажува Димитар Спасевски, раководител на секторот за образование. Се покажа како една успешна активност и на некој начин ги мотивиравме тогашните матуранти да аплицираат и да го продолжат своето образование во рамки на стручните училишта на територијата на општина Охрид. И оваа година веќе сме една година поискусни и повеќе имаме работено на создавање на мрежата помеѓу стручните училишта и компаниите со цел да овозможиме практичната настава да се одвива таму и сето тоа надополнето со стручната настава која што учениците имаат во рамки на училиштата, навистина дава едни сериозни резултати. Од Министерството за образование и наука потенцираат дека од дуалното образование имаат бенефиците училиштата, родителите, работодавачите. Во земјава пред 3 години овој концепт започнал скромно со 100 ученици во 11 паралелки. Денес бројката расте и кај интересот на учениците кој достигнал повеќе од 200 паралелки и кај компаниите за соработка чија бројка изнесува преку 450. Да нема обложувалници и казина на 500 метри од училиштата. Ова е една од измените на Законот за игри на среќа кои поминаа на влада и ќе одат со европско знаменце на усвојување во парламентот. Уплатно-исплатните места во кои се приредуваат игри на среќа да бидат на поголема оддалеченост од 500 метра од основни и средни училишта. Стои во предложените измени и дополнувања на Законот за игри на среќа и забавни игри кои ги прифати владата на предлог на Министерството за финансии. Со цел заштита на младата популација, со измените и дополнувањата се предлага деловните простори, односно уплатно-исплатните места во кои се приредуваат игри на среќа да бидат на оддалеченост не помалку од 500 метри од основните и средните училишта.
Со постојниот закон не е утврдена оддалеченоста на деловните простори во кои се приредуваат игрите на среќа од основните и средните училишта, односно не го утврдува ваквиот критериум. Исто така, меѓу целите на предложените измени се посочува на потребата од зајакнување на доказите потребни за издавање на лиценци, како и прецизирање на тоа дека едно трговско друштво со една лиценца приредува еден вид на игра на среќа, а се зголемуваат и надоместоците за издавање лиценци за игри на среќа. Законските измени сега одат на усвојување во собранието по скратена постапка. Од Асоциацијата на приредувачи на игри на среќа со реакција дека владата со вчерашната одлука го отпочнала процесот на затворање на игрите на среќа во државава. Владата по скратена постапка ќе им ја укине работата на 10.000 луѓе и ќе го осиромаши државниот буџет за 280 милиони евра на годишно ниво во услови на невидена економска криза, велат од Асоциацијата. Според нив, дислокацијата на објектите каде се организираат игри на среќа е многу тешко изводливо на терен. Неможноста да се испочитува законот според нив ќе значи затворање на 100% законски бизнис, што пак автоматски ќе предизвика игри на среќа да се играат на црно во подруми како децении наназад. Државата ќе нема ниту контрола, ниту ќе остварува буџетски приливи, велат од Асоциацијата. Приходите од играње во диви играчници ќе завршуваат во прибатни џебови без да се плаќаат лиценци и даноци, додаваат од Асоциацијата. Дизел горивата од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 2 до 2,5 денари за литар, а цената на бензините останува иста, одлучи денес Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,16%. Малопродажната цена на евродизелот се намалува за 2,5 денари и ќе изнесува 76 денари за литар, а цената на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 2 денари. Сега ќе изнесува 75 денари за литар. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98, како и на мазутот, не се менуваат и остануваат 82-84 денари за литар, односно 41,4 денари за килограм. Во продолжение следуваат вестите од светот. Повеќе од 9500 луѓе загинаа во силниот земјотрес што во понеделникот ги погоди Турција и Сирија. Бројот на жртвите во Турција се зголеми на 6957, соопшти управата за вонредни ситуации. Повредени се 38.224 лица. Предходно беше објавено дека во Сирија загинале повеќе од 2500 луѓе. Овој земјотрес е еден од најсмртоносните во овој век. Поразорниот земјотрес во Турција се регистрирани 648 последователни потреси, соопшти денеска управата за вонредни ситуации. Во спасувачките операции се ангажирани повеќе од 79.000 луѓе, а во погодените области се испратени 5402 тешки возила, главно багери, шлепери, дигалки, булдожери, камиони, приколки и грейдери, јавува Анадолија. Воспоставен е воздушен лифт за транспорт на персонал и материјали од Истанбул, Анкара и Измир до регионот погоден од земјотресот. Колку и да е страшна ситуацијата во Турција и Сирија, каде што повеќе од 9500 луѓе загинаа во разорните земјотреси што го погодија регионот, повремено има оптимистички вести. Имено спасувачите успеваат да извлечат деца кои неколку часа биле затрупани под урнатините, но за среќа успеале да преживеат. Припадниците на спасувачките служби во градот Идлиб од под урнатините успеа да извлечат мајка со 3 деца. Исто така во Салкин, град недалеку од Идлиб, припадниците на белите шлемови успеале од подурнатините да извлечат девојка која била закопана повеќе од 40 часа. Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска ќе отпатува за Британија за да се сретне со премиерот Риши Сунак, соопшти кабинетот на Сунак. Ова е прво такво патување откако Русија испрати своји војници во Украина во февруари минатата година. Зеленски ќе ги посети украинските војници кои моментално се обучуваат во Британија и ќе се обрати пред британскиот парламент, се вели во соопштението. Кабинетот на Сунак ги објави плановите за проширување на обуката за вооружените сили на Украина, вклучително и пилоти на борбени авиони и маринци и забрзување на снабдувањето со воената опрема.
Представници на американските разузнавачки служби веруваат дека неодамна соборениот кинески балон е дел од обемната програма за надзор што ја води кинеската војска. Програмата за надзор, која вклучува голем број слични балони, е делумно повлечена од кинеската провинција Хајнан, изјави официјални лица. Наводно САД не ја знаат точната големина на кинеската флота со балони за надзор, но изворите велат дека програмата извршила најмалку 20 мисии на најмалку 5 континенти во последниве години. Полицијата на Нов Зеланд соопшти дека запленила кокаин колку што земјата конзумира за 30 години откако пронашла голем пакет на дрога кој пловел по Тихиот океан. Шефот на полицијата на Нов Зеланд рече дека кокаинот е тежок 3,2 тони и има вредност од 316 милиони долари. Властите веруваат дека дрогата е фрлена на пловитна транзитна точка и дека требало да биде превземена и транспортирана во Австралија. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.